Македонската економија тоне, граѓаните едва и врзуваат крај со крај. Имавме конструктивни предлози како да им помогнеме на граѓаните, како да се зголеми минималната плата. За жал сето тоа власта го одби. Но на економски план се случуваат консекутивни работи кои што ние веќе ги најавивме и на кои што укажуваме. Еден дел од сето тоа се и последните податоци од Народната банка, кои што покажуваат драматичен пат на директните странски инвестиции од, внимавајте, 61%. Со Христијан Мицковски на чело на владата има намалување на странските инвестиции во 2025 година за огромни 729 милиони евра во споредба со 2024 година. Односно, во 2024 година, како резултат на сите економски политики од владата на СДСМ изминатите 7 години, има кулминација и највисока рекордна вредност на директни странски инвестиции од 1 милиарда и 196 милиони евра. А сега, во 25 година, само 467 милиони евра. И тоа е практично резултатот на економската политика на оваа влада, на премиерот, едноставно дебакл. Бројките не се само бројки на хартија. Те означуваат работни места, означуваат благосостојба, означуваат квалитетен живот на огромен број на работници. Во реалноста, за време на владите на СДСМ, 16 нови фабрики се отворија како резултат на директни странски инвестиции. Гиганти како Гересхаймер, Магна, Леар, БМЗ се генерираа над 10.000 работни места само во технолошко-индустријските развојни зони. Што сега се случува? Историски пат на инвестициите и губење на работните места. Германскиот гигант Аптив официјално потврди дека се повлекува од Скопје, оставајќи 400-500 работници без работа. Во фабриката Дура се кратат производни линии, Магна го стопираше своето претходно најавено ширење. Практично, илјадници работни места се под ризик. Разликата е кристално јасна. Ние отворавме фабрики, се отвораа работни места со добри и високи плати, а сега се работниците оставени во ризик и тоа да имаат екзистенцијални проблеми. Едноставно ова е резултат на политиката на оваа влада, е на тотална негрижа за државата во целост, за работниците, за квалитетот на живот. Има пари само за тендерите, кои што водат до високи функционери на ВМРО ДПМН, блиски до премиерот Христијан Мицковски. 161 тендер за една фирма, 51 тендер за втора, 74 за трета фирма, која што е блиска до власта. Нема никаков напредок, нема дури ни стагнација, има назадување на сите процеси во државата. Дупката во буџетот е огромна, близу 2 милиарди евра, задолжувањата континуирано доаѓаат, издадени се 2 еврообврзници во висина од 1 милиарда евра, сега се бараат нови 300 милиони евра, ова се пари кои што со огромни камати ќе ги враќаат следните генерации. Дававме предлог за зголемување на минималната плата, опишавме како тоа да се направи, од кои ставки во буџетот, кои што значат само луксузирање. Може да се добијат тие пари, но власта тоа не го прифати. Се уште се на идејата да купат, замислете, нов владин авион. Сметаат дека оваква лоша финансиска состојба, кога не па ниту една мерка во корист на работниците, тие треба да се грижат само за сопствениот комодитет. Се кратат пари на секаде. Нема пари во земјоделството. Намалени се субвенциите за тутунарите, за сточарите, за лозарите, за откупната цена на грозјето, откупната цена на оризот. Од оваа власт не се грижи никој за ниту еден сектор во земјоделството. Намалени се парите за
пациентите со ретки болести за 3 милиони евра. Тоа не е само бројка на хартија. Тоа се судбини и животи во ризик на пациенти кои што се соочуваат со најтешките болести. За оваа власт се е ова само еден голем приватен бизнис и ништо повеќе. Само криминални тендери, само интерес на една мала група на луѓе во врвот на ВМРО-ДПМН. Благодарам.